Од сите досегашни настани пред оваа денешна комисија, дозволете ми да бидам искрен и да искажам и лично чувство дека овој настан е најтешкиот до денес. Не затоа што денес, како земја и општество, сме помалку добри од пред 3 години, но спротивното. Затоа што успеавме имено во прагот на отпочнување на преговорите. Се приближивме толку близко што за еден момент, како и го вкусивме успехот на европските интеграции, што дополнително создаде чувство на разочарување, при што на крајот не успеавме да обезбедиме зелено светло. Меѓутоа, очекувавме, затоа што тоа го заслужувавме. Искрено се надевавме и очекувавме, затоа што навистина успеавме многу. Не постои ниедна земја која не ги прифаќа нашите политички успеси како постојани европски вредности во Балканот. Преспанскиот договор, договорот за добрососедство со Бугарија, законот за употреба на јазиците представуваат автентични политички успеси кои создаваат еден нов европски наратив во Балканот и без разлика на сегашната состојба, овие и во иднина ќе бидат појдобни точки според кои ќе се оценува успехот на сите балкански земји. Затоа, како се гради функционална мултиетничка демократија со почитување на европските принципи за равноправност, солидарност и компромис. Земја која ретко друга земја може да се пофали за затварање на сите отворени политички прашања, независно дали се односите со соседите или односи помеѓу етничките заедници или различни политички мислења, социјални или општествени. Очекував. Него намаливме фокусот од реформите како суштински дел од политичката агенда на државата. Велам државата, а не владата. Затоа што успесите навистина се заеднички за сите нас, а потоа и поради фактот што значајна улога во реформските успеси представува и работата на оваа собрание, се разбира на другите независни институции, цивилниот сектор, а се разбира во некои моменти и опозицијата со поддршка на решенија кои што бараа двотретинско мнозинство. И ова не е само наш впечаток. Успешноста на имплементација на реформските планови, планот 369 и планот 18, директно се посочени во извештајот на Европската комисија како основа на кој се констатира напредокот на земјата и нејзината подготвеност за почеток на преговорите. Тоа е факт кој подосна ниту една земја членка не го оспорува, туку напротив, како целина беше усвоен и од страна на Европскиот совет. Можеби и затоа нашите очекувања беа големи, но и реални, затоа што никогаш не постоеше сериозна замерка за нашиот напредок и никој не очекуваше дека тој напредок нема да биде валоризиран и вреднуван со соодветна одлука од страна на Советот. Ќе иштек шту? Ова е така затоа што овој успех доби оцека која не е воопшто мала. Поканата за членство во НАТО, но и ратификацијата од страна на земјите членки од Алијансат која се остварува во овој период, представува значајна порака од нашите европски и светски пријатели, дека Република Северна Македонија е во добра насока и дека е земја на семејство на западни држави и со право се надава за членство во сите мултилатерални организации кои припаѓаат на западната цивилизација. Ова членство обезбедува на земјава, на граѓаните, на бизнисмените, на инвеститорите јасна перспектива за безбедност, стабилност и поважно предвидливост, кои исто така представуваат суштествени фундаменти за поголеми странски инвестиции, поголема доворба и за домашните инвеститори, повеќе работни места, повеќе работа за стопанствениците, поголем економски прогрес и повисок стандард. Оспаривме значаен напредок и во европските интеграции,
иако тој не е толку видлив и впечатлив, но е суштински важен за напредокот на нашата земја. Минатата година поминавме во така наречената втора фаза од спогодбата за стабилизација и асоциација, што представува скок во создавањето на механизми за институционално поврзување со Европската Унија и низините земји членки. Станавме дел од Јадранско-јонската иницијатива, каде заедно со останатите земји рамноправно одлучуваме за развојните приоритети на регионот и воопшто целата Унија. И на крајот, со одлуката на Европскиот совет од јуни 2018 година. Зашто е и оваа слика? Ние го започнавме скринингот и објаснувачкиот скрининг кој што е обврзувачки период, кој што секоја земја мора да го помине после започнување на преговорите со Европската Унија. Сите овие признанија на нашиот успех со право не охрабрија сите нас да ја очекуваме големата одлука за формален старт на преговорите на самитот во октомври. Но, за жал, оваа седница денеска не е свикана за да си честитаме на успесите и нашите впечатоци од тоа, туку да зборуваме за фактот што до таква одлука конечно не дојде. И тоа е неправда. Да немаме дилеми. Неможноста на Европскиот совет да оформи консензус и да го поддржи нашиот успех е неправда и историска грешка на Унијата. И во право се која колеги констатираат и Хан и Могерини, веројатно најголемите пријатели кои што ги имала земјата во овој период, во право се и председателот на Европската комисија Јункер и председателот на Европскиот совет Туск, која констатираат дека е направена историска грешка и неправда со неуспехот да се обезбеди старт на преговорите со Република Северна Македонија. Автентични и вистинити се и тврдењата наведени во декларацијата на Европскиот парламент, кој со незапаметено мнозинство констатира дека е направена историска грешка, давајќи насоки до Советот за што е можно побрзо исправање на оваа неправда. На фун На крајот имаат право и сите граѓани на нашава земја, кои ја вкусија оваа горка неправда, при што, за жал, треба да се навикнеме и зашто на крајот треба да спречиме да се жалиме. Уште повеќе, ова го оценувам како најзначајно. Ова чувство на разочарување не треба да дозволиме да не оддалечи од европските вредности, не треба да не оддалечи од патот на реформите, од патот на создавање пријателство со нашите соседи, од патот на создавање на функционално мултиетничко општество, од патот на создавање на европска држава според правилата и стандардите на Европа. Европската Унија, преку инсистирање на Франција, побара трпение, за да се прилагодиме пред да се продолжи со проширувањето. И ова, колку и да не ни се допаѓа, како и да биде нашиот впечаток за ова одлука, ние не можеме и немаме право да се предадеме. Немаме право, затоа што ние сме веќе на маса со најмоćните, набрзо 30-та членка полноправна на НАТО. Немаме право затоа што во процесот на евроинтеграциите сме пристапиле многу длабоко и имаме институционална врска со Европската Унија, која поодамна не третира како внатрешно европско прашање. Немаме право затоа што иницијатива на италијанскиот премиер Конти со кој најавува преиспитување на ова прашање на средбата во декември на министрите, не представува само изолиран случај за поддршка, туку дел на еден широк фронт на земјите пријателки кои искрено искажуваат нивна поддршка за нашата земја. Немаме право затоа што и во заклучоците на Европскиот совет прецизно се нагласува дека отпочнување на преговорите ќе се наврати пред отпочнување на Загребскиот самит во мај идната година. Уште повеќе, немаме право да се предадеме од овој пат, затоа што ова е соодветниот пат, затоа што ова е патот кој создава подобра иднина и за нашата генерација и за идните генерации. Немаме право да се предадеме од овој пат, затоа што граѓаните не ни го дадува тоа право да отстапиме од тој пат. Брзиот и недвосмислен консензус постигнат од сите лидери на средбата кај председателот
со која се потврдува нашата недвосмислена ориентација кон Европската Унија и НАТО, покажува дека земјата веќе има создадено пристојна политичка зрелост како трајна европска вредност. Она на што можеме да се обврзиме е дека на тој пат ќе продолжиме и понатаму, независно дали се работи за имплементација на реформските процеси, за усогласување со европските закони и стандарди или во обезбедување на соодветен трак рекорд за имплементација на европските вредности. Нашиот пат бил, нашиот единствен пат е и останува да биде европската перспектива и од тоа отстапување нема. Ви благодарам за вниманието и уфалам да решам.